денот на љубовта, општина Карпош по 5-ти пат организира со средба со лица кои што сакаме да го поделиме овој ден заеднички, да укажеме и дел од нашата љубов како локална самоуправа, особено кон оние граѓани кои што се осамени, кои што или пак на кои што им е потребна поддршката, како што е тоа поддршката од локалната самоуправа. Сакаме да бидеме и со оние граѓани кои што во овие моменти, да речеме, се осамени, без разлика дали можеби немаат свој брачен другар или брачниот другар не е веќе меѓу живите, како и со оние лица кои што ето од разни причини се осамени, сакајќи да им кажеме дека топлината и љубовта ја имаат и во локалната самоуправа, која што секогаш им дава поддршка. Вие сте единствениот градоначалник кој прави вакви манифестации. Како покрај сите обврски наоѓате време и за да им посветите внимание на овие луѓе? Па вие можете да видите дека сите овие лица, дел од овие лица, ние често се гледаме и сме веќе пријатели, тие пријателски ја чувствуваат локалната самоуправа. Тоа е наша задача да од ова општина не представиме, не ја направиме само како да кажам, само општина која што води сметка за инфраструктурата, туку напротив води сметка и за луѓето, за квалитетот на нивниот живот, на нивните чувства, таму каде што можеме ние да им помогнеме и да се потрудиме да им го олесниме и животот, да им го подобриме расположението, се настојуваме во секој случај да тоа го сториме. Ова манифестација ќе продолжи да се организира и наредните години? Да, секоја година ја организираме и токму се среќаваме во овој ресторан овде, значи и целта е денеска да ги изнесеме на еден доручек заеднички, да поделиме по едно цвеќе и така малку да се повеселиме, да помоабетиме, да се почувствува топлината на пријателите, на другарите, на љубовта. Како дојдовте до идејата за прв пат да организирате на ваква манифестација и зошто токму со осамените? Па, на осамените најмногу она што им недостасува, некои од тие лица веројатно и материјалното недостасува, меѓутоа најтешка е самотијата, како и потребата од нормално секој човек да има љубов. Ние сметаме дека има и лица кои што ќе им значи тоа што ќе дојдат со нас на еден појадок овде во овој ресторан и во исто време да ги подсетиме дека денеска е денот на љубовта, да се будат надежи, да се будат чувства и со тоа да им го збогатиме или да им го разубавиме овој ден. Има и жени, има и мажи и тоа од разни националности и од различни возрасти, како што гледате имаме господи од 80 години, имаме и девојчиња од 20 на години, имаме и мажи кои што се така по своја поголема возраст и така натаму, како и лица со посебни потреби.